Да, имаме многу сличности со Северна Кореја, ама затоа од останатиот нормален свет многу се разликуваме. Тоа се гледа по медиумските вести како ги уредуваат. Еве ви главна вест во нормалниот свет. Елон Маск пратил Тесла автомобил во Вселената. Главна вест во Северна Македонија. Вчера, во центарот на Скопје, на булеварот Теодоси Гологанов, пцоесал конј влечејќи приколка. Сообраќајот е затворен во двата правци веќе неколку часа. Колоната се протега од Карпош 4 до Драчево и понатаму. Конјот пцоесал од топлотен удар, зашто бурдушот Шутка немал резервен конј за да го замени. Од каде бе топлотен удар у Северна Македонија, бе? Па уште конј да пцоиса од топлотен удар. Али, веста вака иде понатаму. Во врска со случајот, пратеникот Амди Бајрам вети дека доколку граѓаните на Шутка го гласаат доживотно, за секоја фамилија ќе обезбеди субвенција зимски и летен конј. За вакви настани во иднина да не се повторуваат. Исто така, пратеникот се обврзува дека за секое семејство ќе обезбеди 2 литри гратис Кока-кола да не му падне шеќерот на конјот. Втора вест во нормалниот свет. Востоличен е се вселенскиот патриарх. Втора вест во Северна Македонија. Вчера 53 годишник со иницијали ПП од Штип силувал поп. Не е смешно, бе. Ало, силувал, зошто бе силувал поп? Се поставува едно големо зошто и едно големо како? Зошто го силувал Попов? На кого му е Попов секси? И кога му станал секси? На погреб доека го слушал како пее вечна ја памјат и баш тогаш си рекол, глеј да ти ебам Попов колку е секси, ем глас, ем стас, мора да го опнам. И како успел да го силу? Абе, како успел да го соблече, бе? Па полесно ќе соблечеш и ќе силуваш космонаут на НАСА отколку православен поп. А може и не морал да го соблекува, може само му наредил попе соблакај се, сега има да те прекрстам. Али веста вака продолжува понатаму. Од доверливи извори дознаваме дека силувањето се случило во джип марка Audi K7, црн джип со штипски регистарски таблички, затемнети стакла, кожни седишта, грејачи под седиштата, ABS кочници, во собственост на силуваното лице. Насилувачот му се заканува казна затвор во трајање од 10 години за силувањето на попот. Ако беше педофил, ќе го осуде 1 година условно и чао пријатно. Али, бидејќи силувал поп, тоа по нашиот кривичен законник се води како секс од верска нетрпеливост со терористички елементи. И следи тука драконска казна. Трета вест у нормалниот свет. Швајцарските научници ги обучиле, ги издресирале кучињата да праќаат сигнали од мобилни телефони кога има затрпани од лавини. Следна вест во Северна Македонија. Вчера, во близина на гробиштата Бутел, забележано е куче марка Пекинезер како влече човечка нога со устата. Гомце од 30 сантима кинеско куче влечело човечка нога од 1 метар по цела улица. Али вака веста продолжува. Кучето е фатено, а ногата е дадена на анализа. Валјда требало обратно. Кучево да го дадете на анализа. И шо на мајка му ќе анализирате на ногава, да не дознаете случајно чија е. Па пола Скопје лежи у тоа Бутел. Али, замисли, онака си умрел и кучево ти однесе ногата. И ти сега мора со една нога кај Свети Петар. Добар ден, Свети Петре. Добар ден, чедо. Свети Петре, може да влезам? Чедо, а кај ти е ногата? А, ногата ми ја украде едно куче. Ти ја украде кој? Куче, бе, куче, пекинезер, она кинеско гомно со коси очи и боксерски нос. Аха. А, чедо, да те прашам, тебе те закопаа по сите прописи со 2 тони земја од озгора? А? Велам, чедо, дали те закопаа по сите прописи со 2 тони земја од озгора?
бе, попе така ме закопа. Па што куче е тоа, бе? Рудар? И како ти однесе ногата? И тебе тука ти прекипува и ми кажеш, слушај, Свети Петре, иди ти у 3 лепе пичке матрине. Значи, у Северна Македонија не се знае кој пие. Се знае кој плаќа, али не се знае кој пие. Значи, ја немам поима кој ми ја однесе ногата. Затоа, ако ме пушташ, пуште ме, ако не, кидам кај оној со роговите. Добро, бе, Чедо, како да те пуштам со една? Па и Тито го пушти со една. Немој да ми го чепкаш, Тито. Немој да ми го чепкаш. Сите вие го веда да се соберете на Тито, ни за средната нога не можете да му се фатите. Добро, бе, викам, попе, у реду е, дај, викам, само пушти ме се внатре, а овие у Северна Македонија, шом направат анализа на ногата, ќе ти ја пратат по AliExpress, ќе ти стигне за 2 недели. Добро, бе, Чедо, влагај, само да знаеш, овде нема фри шипинг, овде све се плаќа порано или покасно. Иначе сега во Македонија, во Северна Македонија, многу е во мода фондот за иновации. Многу е.